Македонија во предизборие. Иако одбројуваме во пресрет на кампањата за локалните избори, која што официјално ќе тргне од понеделник, атмосферата на терен навиду мирна. Барем помирна од она на што сме навикнати. Политичките партии ги прават последните подготовки за 20-дневната турнеја низ земјава и борбата за поддршката од неговото величество гласачот, почнувајќи од најмалото населено место преку 80 општини се до главниот град. Во предвечерието на кампањата од Државната изборна комисија посочуваат дека се одвива согласно однапред изготвениот план на активности. До недела на полноќ треба да биде заклучен избирачкиот список кој ќе ги содржи промените од јавниот увид. Познат е и изгледот на гласачкото ливче на кој до 19-тото место ќе бидат подредени кандидатите на политичките партии и коалиции, а преостанатите 64 редни броеви се резервирани за групите избирачи. Граѓаните на престолнината на овие избори ќе добијат 4 гласачки ливчиња, од кои по едно за градоначалник на Скопје и на својата општина и по едно за Скопскиот градски совет и советот на општината во која живеат. Нивните сограѓани од преостанатите општини ширум Македонија ќе заокружуваат на 2 гласачки ливчиња. Што се однесува до понудата? Актуелни општински челници, пратеници, министри, високи партиски функционери, доктори, бизнисмени и едва 11 дами ќе влезат во градоначалничките трки. Изборите на 15 октомври ќе донесат и интересни коалиции. Согласно меѓупартискиот договор со СДСМ, албанските партии со исклучок на БЕСА нема да предложат кандидати за градоначалник на Скопје, а за возврат социјалдемократите нема да понудат своји опции во Чаир, Тетово, Гостивар и во Кичево. ДУИ, Алијансата на албанците и опозицијската БЕСА договорија заеднички настап во Битола, Охрид и во Газибава. Другата алијанса, Унитети и НДП коалицираат во Гостивар. Токму поради спорот за употреба на исто име и амблем на избирачките листи, партијата на Зиедин Села до Управниот суд достави кривична пријава против политичките ривали. Уште повеќе, ситуацијата посебно во албанскиот политички блок е на изглед толку комплицирана, што и самите партиски портпароли во телевизиско гостување делуваа конфузно, не знаејќи кој кого поддржува, а кој ќе им биде противник. На готов си странците. Мисијата на ОПСЕ ОДИХР изборите ќе ги следи со 16 експерти, 20 долгорочни, а пред изборите се очекува да пристигнат околу 300 краткорочни наблюдувачи. Амбасадорот на Европската унија во Македонија Самуел Жбогар побара слободни и демократски избори, подобри од оние од декември минатата година. Во меѓувреме, дел од кандидатите за градоначалници и советници веќе почнаа да спроведуваат мали неофицијални митинзи и активности поврзани со локални проблеми во општините каде се номинирани. На 15 октомври ќе се одржат 6-тите поред локални избори во Македонија, кои се сметаат за тест за довербата кон новата влада. Ке се гласа на 3480 избирачки места, доколку во првиот круг еден од кандидатите не освои над 50% од вкупниот број на гласови, ќе има втор 2 недели подоцна на 29 октомври.